Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани присутни, Владата и Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за државни патишта сме силно посветени во реализација на капиталните проекти. Во моментов се одвива сериозна, силна градежна офанзива низ целата држава. Тоа може да се види во Пелагонискиот регион. Приметливо, постојано сме со директорот Китанов на терен, да вршиме увид во градежните активности. Сакам да потенцирам дека денес сме тука со поставувањето на ова заштитна ограда, со која што се насочуваме на тоа дека ќе биде сериозно големување на безбедноста на сите возачи кои што движат тука. Поставувањето на овие звучни бариери ќе значи намалување, се разбира, во делот на бучавата, исто така обезбедување во делот на она што ќе значи безбедност и за нашите граѓани кои што живеат во овој предел. Сакам да кажам дека во Пелагонискиот регион во моментот се одвива силна градежна офанзива, како што и претходно спомнав. Во моментот се гради делот од Фариш до Дреново, во завршна фаза е патот на рехабилитација. Исто така знаете дека е завршен патот од Битола преку Тополчани до Прилеп, реконструирани се 16 километри. Сакам да потенцирам дека имаме исто така на регионалниот пат каде село Галичан, исто така се работат голем дел на патишта Битола Демиркисар исто така завршен, ќе продолжи од така наредните 15-20 километри да бидат исто така навршени во наредниот период. Ќе отпочне реконструкција на патот, односно рехабилитација на патот од Битола до Меджитлија, постоечкиот пат. Очекуваме тоа најбрзо да се случи. Исто така до крај на летото очекуваме, се разбира, да заврши проектирањето на експресниот пат од Битола до Меджитлија, се со цел да понатаму се распишат тендери со цел на проектирање и изведба на тој експресен пат. Така таа силна динамика која што имаме во овој период ќе продолжи понатаму. Реализацијата на капиталните инвестиции во Министерството за транспорт и врски и во Јавното претпријатие за државни патишта оди со одлична динамика. Исто така сакам да ја спомнам тука и клучката од технолошко-индустријската развојна зона која што требаме ги Прилеп и Битола да биде во овој временски период од месец дена некаде комплетно завршена. Така да тој интензитет на активности во натамошниот период ќе продолжи. Исто сакам да потенцирам дека денес со директорот Китанов бевме и во посета на Преспанскиот регион, значи на патот, на регионалниот пат меѓу Макази и Маркова Нога, граничниот премин. Сакам да потенцирам дека е исклучително важно тоа што се прави санација на слечиштето кај на тој регионален пат. На тој начин ќе се зголеми сериозно безбедноста и не само на возачите, туку и на граѓаните, на мештаните, на сите туристи кои што движат по тој пат, бидејќи во моментот Министерството за надворешни работи и при македонската влада и владата на Република Грција интензивно разговараат околу пуштањето на тој граничен премин кај Маркова Нога, што е исклучително битно за нас и за грчката страна. Имаме исто така тампонирање од нивна страна. Некаде во октомври треба да има дополнителни средби, се со цел да согласно програмата за прекугранична соработка која што има, кој што ќе биде финансиран тој граничен премин, да во наредниот период биде во целосна функција. Сума сумарум, задоволен сум како движат капиталните инвестиции, согласно и она што е здравствена криза во моментот и покрај таа здравствена криза, согласно буџетот на државата, согласно кредитните линии кои што ги имаме каде што се обезбедени проектите. Очекувам тоа со силна динамика да продолжи они 86% кои што ги имаше во Министерството за транспорт и врски како реализација на капиталните инвестиции, исто и во ЈПДП, да оваа година ги надминат тие бројки и имаме уште посилна динамика. Сите проекти кои што беа отпочнати, не се застанати, движат и очекуваме дека дел од нив ќе бидат завршени, дел се разбира согласно динамиката на договорите на почетокот на наредната година. Благодарам. Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Пелагонискиот регион. Позади мене се наоѓа слечиштето која беше моја прва работна задача кога пред 2,5 години дојдов на работа како директор на Јавното претпријатие за државни патишта. 2 години знам дека некаде околу 2 години стоеше овој пат затворен и сите учесници на сообраќајот мораа да вртат низ Битола и тоа беше едната од првите работи за кои се заземавме и успешно ја решивме и ја саниравме. Сега доаѓаме до вториот дел. Вториот дел се звучните бариери во должина од 1 километар. На овој дел така наречен баир, кој што бариери се поставуваат со две намени. Едната намена е навистина да самата бучава од тешкиот сообраќај и од автомобилите ги биде на мира кај граѓаните, но и обратно безбедносниот дел, преоѓањето на овој дел од баирот, така вие како што го викате, да биде безбедносен и не дај Боже да имаме жртви, да биде спречено да имаме жртви во иднина.
Сакам да напоменам дека овде се стават за прв пат ваков тип на звучни бариери кои што се еколошки, имаат висок коефициент на апсорбција на звукот, направени се од бетонска маса со гумено јадро. Овој концепт представува економично и еколошко решение за заштита од бучева, кој е истовремено и едноставно за примена. Ќе биде во должина од 1 километар и јас очекувам пред време да биде завршено некаде за месец, месец и пол дена да може комплетно да се растерети овој дел од патот, а посебно интересен ќе биде ова е првиот и сега се работат првиот и завршниот дел, средишниот дел кај што се баш куќите, таму ќе биде во различен колорит, ќе бидат на две нивоа и ќе биде навистина многу убаво, ги имам видено во живо како изгледаат. И на учесниците на сообраќајот, а и на вас битолчани ќе ви биде драго што имате вака убаво средена обиколница на овој дел на патот од Битола. Сега кога сме кај Пелагонискиот регион, да кажам дека некаде пред месец, месец и пол дена требаше да стигнат веќе проектите, кои што стигаат овие 2 недели. Зошто? Затоа што јас кога давав изјави дали корона кризата влијае на изградбата, не влијае, меѓутоа проектирањето е дел, така да кажам, канцелариски, папиролошки и голем дел од вработените по разните институции беа невозможени да можат да работат во таков обем како што треба и веќе дојдоа првите 6 проекти. Очекувам до крајот на јуни да стигнат и останатите. Сега ќе ви ги набројам сите. Веќе е објавен тендерот и избран е изведувач за Кичево Македонски брод. Значи, рокот на жалба, тоа е законски колку ше 10 дена да заврши и се воведува работа и се отпочнува. Целиот Пелагониски регион ќе се работи, само да кажам кои се заврши Битола Тополчани Прилеп, се заврши Бистрица Драгош. Во меѓувреме ќе ви бидат веќе се работи Крушево Пуста река, да, а патишта што сега ќе бидат се објавени тендерите и ќе се објават следните месец дена. Ви се, Кичево Македонски брод веќе е објавен, должина 25 км 74 метри, 4,5 милиона евра финансија од ЕБОР. Рехабилитација Битола Меджитлија, значи до граничниот премин, 13 км 2 милиона евра средства финансија од ЕБОР. Очекувам крајот на јуни, сите овие што ќе ви читам, крајот на јуни, почеток на јулија да бидат објавени тендерите. Рехабилитација Крушево Демирхисар, должина 24 км, вредност 3,5 милиони евра, финансии преку ЕБОР. Рехабилитација регионалниот пат Битола Демирхисар, 12 км, 1,7 милиони евра, финансиран од ЕБОР. Рехабилитација Кичево или другово Демирхисар 42 км, вредност 6,5 милиони евра, финансиран од ЕБОР. Статус јули, распишување на тендер. Ова се патиштата сега што ќе се рехабилитираат во некаде должина, не ме држите точно збор, мислам дека е 143 км. Ве молам да не се употребува терминологија избори, бидејќи овие патишта се у програма на ЈПДП и на ЕБОР крајот на 2018 година, но не може да се гради ништо без проект, затоа што доволно сме страдали од градење без проекти. 2019 се тендерира, се проектираше година дена, тоа беа 26 патни правци и еве ги сега стига, така да кажам, вашиот пакет за овој дел тука и очекувајте да имате една навистина голема градежна офанзива во тој дел од овде до Демирхисар, до Крушево, до Македонски брод, до Меджитлија. Во меѓувреме, како што рече и министерот, мислам дека јули или август треба да заврши проектирањето на епохалното, така да кажам, или долго кажувано, ама за жал не направено, а мора да се направи проектот. Проектот во јули или август треба да ми се достави за обиколница нова на Битола, сосема нова, уширина на експресен пат и експресен пат до Меджитлија. Тоа е веќе во завршна фаза. Јас неколку пати имам консултации кај мене со проектантите и со вашите луѓе од урбанизмот да погледнат, да видат со вашите локални патишта кај се сечи, да дадат најдобри идеи и така натаму. И знам дека тоа се финализира, така да тој горчив проблем да се реши. Значи, од Меджитлија, од Битола до Меджитлија, ќе се рехабилитира постојниот регионален пат, а треба да се отпочне изградба наредната година, претпоставувам, на сосема нов пат, обиколница и експресен до граница Меджитлија. Исто така, веќе проектна задача се работи на градежен факултет,
Тоа ми е лично мене многу мерак затоа што е рамно, мазно, убаво, има само 4 надпатника што треба да се кршат, а автопат од Прилеп до Битола за ова целото да биде еден убав дел, ем рехабилитиран, ем со новоградби и да биде, како што викаат старите, цело е кога има се.